напредокот на 20-тиот век. Свет што се гордее со напредокот, а се плаши од еднаквоста. Жената работи, раѓа, гради, трпи, но нема право да одлучува. Нејзиниот глас е шепот во свет на викодници. Историјата не секогаш почнува со револуција, понекогаш почнува со реченица, со идеја што тивко се раѓа, а силно одекнува. Во времето кога гласот на жената бил тивок, се појавиле две искри. Едната Роза Луксембург, а другата Клара Цеткин. Не барале привилегии, барале правда, барале еднаквост, барале достоинство. Роза застанала храбро, таму каде што многумина молчели. Клара пак зборувала гласно за правдата на жените. Повторно зборуваш кога не ти е редот. Кој ти даде право да мислиш дека твојот збор вреди колку мојот? Ма ја само сакам. Ти не сакаш, ти слушаш. Така е редот. Твојата работа е да молчиш, да работиш и да ме слушаш. Светот не се гради од зборови на жени. Светот се гради со сила. А што ако и ние имаме сила? Сила? Вашата сила е да бидете тивки. Запомни го тоа. Ако молкот е мојата сила, тогаш денес ќе го скршам. И од него ќе направам глас. Секогаш исти бројки, секогаш исти извештаи, секогаш исти зборови. Работнички, ефтина работна сила, заменливи. Бројките не се само статистика, тоа се човечки животи. Токму тоа ме плаши, што светот гледа бројки наместо лица. Денес разговарав со една жена, не знаеше да чита. Не затоа што не сакала, туку затоа што никој не ја дал шанса. Неписменоста е најтивката форма на заробеништво. Не. Најтивката форма е навиката на неправда. Кога човек ќе си дозволи да страда, тогаш вистински е победен. Затоа сме тука, да не дозволиме светот да се навикне на тоа. Кажи ми, Клара, што е најопасно за еден неправеден систем? Прашањето зошто. Точно, затоа што секое зошто е почеток на бунт. А секој бунт е почеток на промена. Зошто жената работи повеќе? Помалку. Зошто жената воспитува генерации, а нема право на глас? Зошто жената создава живот, а нема право на собствен живот? Затоа што системите се изградени без неа. И се што е изградено без жена е нецелосно. Клара, дали некогаш ти доаѓа да се откажеш? Секој ден. Навистина? Да, но не се откажувам. Затоа што замислувам свет каде што девојче нема да праша дали има право да сонува. И токму тогаш сваќам дека немам право да се откажам. Жената е првата учителка на човештво. Таа го учи првиот збор, првиот чекор, првата мисла. И сепак, светот ја третира како последна. Ја нарекуваат нежна, но ја тераат да носи најтешки товари. Ја нарекуваат тивка, но ја плашат кога ќе проговори. Ја нарекуваат слаба, но се плашат од нејзината сила. Кажи ми, Свету, што точно сакаш од жената? Да биде невидлива? Да биде послушна? Да биде благодарна што постои? Не. Жената не бара дозвола да биде човек. Таа е човек. Имам идеја, но идејата само по себе не менува свет. Тогаш, што го менува? Организација, солидарност и храброст. И символ. Да, символ што ќе не обедини сите. Ден. Ден што ќе биде наш. Ден што ќе подсетува дека правата не се подаруваат, туку освојуваат. 8 март. Ќе не наречат опасни. Нека. Ќе не обвина дека рушиме традиции. Традиција што угнетува не заслужува да постои. Ќе кажат дека сме премногу гласни. Тогаш ќе зборуваме уште погласно. Што е правдата, Клара? Правдата е моментот кога човек не мора да моли за достоинство.
А слободата? Слободата е кога човек не се плаши да биде тоа што е. Еднаквоста? А еднаквоста е кога зборот жена не е ограничување, туку можност. Мислиш ли дека идните генерации ќе не разберат? Не мора да не разберат, доволно е да живеат подобро. Мислиш ли дека ќе дојде ден кога оваа борба ќе биде завршена? Борбите за правда никогаш не завршуваат. Секоја генерација има своја. Вие што седите таму, мислите ли дека историјата ја пишуваат само големи луѓе? Историјата ја пишуваат луѓе што се осмелуваат да кажат не, ова не е правилно. Може би следниот глас што ќе го смени светот е токму тука, меѓу нас. И да ветиме нешто. Што? Дека никогаш нема да молчиме пред неправда. Дека никогаш нема да се откажеме од вистината. Дека никогаш нема да се плашиме од гласот. Зашто гласот е почеток на слободата. Борбата не завршува со нив. Таа продолжува во секоја жена што одбива да биде сенка. Во секоја што крева глава, наместо да навени. Во секоја што знае дека за достоинството не се преговара. Кога жената ќе стане глас, историјата мора да слуша.